Точно еден месец откако престана да функционира градскиот автобуски превоз кој со општински пари се субвенционира 50%. Општина Кочани денеска објави нов оглас за доделување договор за јавна набавка на услуга за вршење општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Кочани за период од 1 година. Превозот ќе се извршува на линијата определена од општина Кочани со тргнување од Оризари преку Усова чешме и Бавчалук, потоа спојот на улица Белкамен со улица Страшар Бабче до Лесна индустрија. Постапката за избор на превозник и распределба на линија по пат на јавна набавка се огласува трет пат, бидејќи претходните две завршија неуспешно поради разликите во цените на понудувачите и определената од страна на Советот на општината. Инаку субвенционираниот линиски превоз беше отворен во 2013 година, при што превозот го извршуваше фирмата Автоатом, која на патниците им наплатуваше по 10 денари, а уште 10 за секој патник добиваше од општината. По промената на власта на крајот на минатата година се до крајот на јули Автоатом продолжи да превезува патници според востановениот ценовник. При тоа, во меѓувреме беа распишани два огласа за избор на превозник кои завршија неуспешно. Поради ваквите недоразбирања и натегање околу цените, граѓаните 30 на дена се без субвенциониран превоз. А како што стојат работите, според времето потребно за тендерската постапка, автобус на оваа линија нема да се обраќа уште еден месец.